Добро, и бидејќи треба да ја приведеме више емисијата до низиниот крај, остана едно прашање кое исто така е еден од ризичните фактори. Ние сме земја, но тоа се последици кои, не знам, се уште ги доживуваме и се уште се потенцијална опасности во оваа насока за која зборуваме вечерва, а тоа е дека Македонија е мултиетничка заедница, па имаме појави од тој тип, кога насилствата меѓу младите се предизвикани од нивната различна етничка припадност, што е навистина безсмислено. Многу програми, многу иницијативи се направени, но еве се уште имаме овој тип на проблеми, особено во училишните средини, каде што има ученици од различни заедници. Што да направиме тука? Кои се вашите ставови, препораки? Ќе ја завршиме емисијата. Па, нетолерантноста на разликите, кон разликите доведува до се поголемо проблематизирање на разликите, односно недоволното познавање на другиот. Пред повеќе години правевме едно истражување со млади кои од македонска и албанска етничка припадност во смисла на меѓусебно познавање едни на други, односно културата на едните и другите, и навистина имаше фрапантни податоци дека многу малку меѓусебно се познаваме, дека многу малку познавајќи се многу малку и се вреднуваме едни со други. Така што не е чудно, нели, што анимозитетот произлегува од животот едни покрај други, а не едни со други. Од друга страна пак мислам дека и уште еден проблем што можеби не го загатнавме, а тоа е достапноста на алкохол и психоактивни субстанции, што исто така влијае на порастот на насилничкото однесување на младите, независно од етничка припадност, независно од нели сите други фактори. И тоа е исто проблем на нашето општество, што треба да биде сериозно земен предвид за справување со сите последици. Кај повеќе мислам дека треба се посвети внимание што ги поврзува младите, повеќе се посвети внимание на тоа, а помалку што ги разединува. Би сугерирал до речникот и реториката на партиите да поведат повеќе внимание околу тоа како говорат на говорницата во собранието и во секојдневната комуникација која младите ја восприемаат и ја имитираат. Зашто и тие, за жал, се моделот кој... Моделот и најодговорни се, би рекол, најодговорни се. Можете да видите сите тие комисии, сите тие настани на кое ниско ниво комуницираат. Сето тако продуцираат како модел. Значи, не само родителите, училиштето, него и оние кои законодавна извршна власт. Морам да кажам дека имавме ние обиди со 5 мултиетнички клубови, каде што наставниците пред започнување на оваа наша активност ни заеднички не пиеа кафе. Ќе го наведам дури училиштето, тоа беше Панче Караѓозеф и неколку училишта каде што откако почнавме да работиме преку форум театар, ненасилна разработка на конфликти, заедничко креирање на слободното време, бришење на графити, на насилна содржина со мировни пораки и така натаму, не само што децата беа пример како треба да се живее, туку почнаа наставниците да пијат заедно кафе и да се дружат. За жал, ова мировно образование и ненасилна разработка на конфликти не влезе како задолжителна наставна содржина во училиштата, но се надевам дека еден ден ќе биде и тоа редовна програма. Да, благодарам. Па и за крај и јас би можела тука да кажам, Министерството за внатрешни работи повеќе години наназад прави разни програми и планови, да речеме, на превентивен план, кои што се однесуваат точно на ова ненасилно однесување меѓу младите. Еве и во моментот, да кажеме, во општината Газибаба тече еден проект кој што се однесува на средните училишта на подрачјето на Газибаба, нели таа беше избрана како општина каде што има различни ученици од етничка припадност. И точно работиме со средношколците за надминување, значи или намалување на насилното однесување и агресивното однесување меѓу младите.
Организираме работилници, предавања каде што ги собираме учениците од различни класови, од различна возраст и од различна етничка припадност да говорат меѓу себе, да се запознаат и на крајот се организира еден турнир. Минатата година тоа одеше турнир во кошарка и така натаму. Значи имаме и во програмата предвидено вакви превентивни активности за надминување на насилното однесување меѓу младите, но секако реков и сметам дека е тоа особено важно, значи колку што може сите повеќе да се поврзиме и секој да си го даде својот придонес во овој дел. А јас се надевам, бидејќи еве во емисијата воопшто не го спомнавме, значи новиот закон што е за малолетничка правда, тоа е еден добар показател, да кажеме, доколку доследно се имплементира тоа што ни е зацртано барем во тој закон за малолетничка правда, дека би имале успех. Значи се дава многу поголема можност на сите и државни институции, и невладиниот сектор, и семејството, и така натаму, значи и медиумите се вклучени. Да учествуваат во решавањето. Да учествуваат, да. Реков, со доследна имплементација мислам дека ќе направиме многу повеќе. Добро, многу ви благодарам за учеството во емисијата. Почитувани гледачи, го завршуваме и ова издание на емисијата Кинооко на темата Младите и насилството. Останете со програмите на Алфа телевизија. Во 23 часот и 30 минути филмот Љубовта е кучка, кој на еден артистички, уметнички начин ги обработува сите овие теми за кои зборувавме вечерва. Пријатна вечер.